Испитувања на двата главни магистрални цевковода во главниот град. 6 деценијски цевководи носат вода за Скопјани. Прв пат се проверува нивната состојба. На оваа тема зборуваме со професор доктор Стојанчо Стојмановски, кој што е гостин во емисијата Македонија наутро. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Зборуваме за една суптилна тема, за една тема која што е фрагилна, тема која што се однесува на здравјето на луѓето, а тоа се магистралните цевководи кои што носат вода до нашите домови, до домовите на Скопјани. По 6 децени прв пат се испитува оваа мрежа. Која е целта на испитувањето? Ја малку еден многу краток вовед би дал. Според моје мислење, системот за водоснабдување на вода за пиење на Скопје и околината е, по моје убедување, најстратешки објект, бидејќи тој има приоритет пред сите други капацитети. Системот за снабдување со вода се состои од два цевковода кои паралелно идат до Ѓорче, понатака едниот скренува кон Железарница Скопје, а другиот продолжува низ градот и се до крајот таму некаде до Новолисиче. Должината на едниот е некаде 7-18 километри, на другиот 20. Тој цевковод е со пречник од 1600 милиметри и едниот и другиот, и тој може да проектиране за проток од 2 кубни метри вода во секунда, што е сериозен, респектабилен капацитет на вода. Тие цевководи се изградени првиот, значи тој железарски, како што популарно се нарекува, во 1966 година, а во 1969 година е изграден вториот цевковод. Магистралните цевководи од системот за водоснабдување кој се состои од магистрални цевководи, понатака секундарна мрежа, систем за контрола, хидромеханичка опрема, пумпни станици за пречистување, систем за испитување, меѓутоа срцето на системот се магистралните цевководи. Целта на ова истражување, што ние моментално го правиме, е со испитувања бројни да се утврди состојбата на цевководот, состојбата во смисол во состојба на изолација, состојба на металот во цевководот и да се даде оценка за интегритетот на цевководот. Програмата за тоа испитување во согласност со објавениот повик од јавното претпријатие Водовод и канализација се состои од детално проучување на проектната документација, понатака проверка на катодната заштита на цевководот, испитување и проверка на надземниот дел. Има еден мал дел на тој цевковод кој иде надземње, испитување на подземниот дел, понатака испитување на хидромеханичката опрема и врз основа на сите тие податоци кои што ќе се добијат со постапки за испитување, за кои што во цирко инспекцијското тело е акредитирано и поседува неопходна опрема и стручен кадар да ги изврши сите овие испитувања. Се разбира, тоа се недеструктивни испитувања и тие се вршат во услови кога е во функција. Во која фаза е испитувањето? Во овој момент, значи, испитувањата... Сигурно ќе трае, нема да биде... Испитувањата ќе траат, рокот на нашата работа е 180 дена, 6 месеци, меѓутоа до овој момент пресекот е следен. Значи, целосно е испитана катодната заштита како еден многу важен сегмент за да се контролира исправноста на изолацијата на цевководот, извршено испитување на надземниот дел на цевководот, дури за тие две фази се изготвени извештаи. Теренски испитувања се целосно завршени за хидромеханичката опрема, таа е инсталирана во повеќе
објекти, так шахти инсталирани под должината на цевководот. Извршено е 70% од испитувањето на подземниот дел од цевководот. Се разбира, за тоа треба сериозни подготовки и во овој момент, поради временските состојби, бидејќи потребно е да се врши откопување, а тоа откопување бара сериозно ангажирање, така да можеме да кажеме дека сите активности се завршени повеќе во целина, ако гледаме од 80%, следува да се довршат овие уште неколку точки каде што ќе се врши откопување на цевководот. Тие треба да ги балансираме така да не влијаат тие на редовното функционирање, ниту на сообраќајот, ниту на безбедноста во снабдувањето и тогаш ќе го направиме и завршниот извештај. Добро, период од 60 години, 6 децении, за да се испита што било и каде било, звучи цела вечност. Зошто досега овие цевководи не се испитани? Дали имало пречки за испитување или немало потреба за испитување? Значи, цевководите за снабдување со вода, тие не се во техника, ние викаме регулирана област, за разлика од гасоводи. Гасоводите спаѓат во регулирана област и таму, според европски директиви и наше законодавство, пропишан е рокот на кој што се врши испитување на интегритет. И тој е задолжителен. Цевководите се испитуваат вакви, значи, комплексни истражувања и испитувања не се правени. Меѓутоа, тоа не значи дека од предпријатието Водовод нивните стручни тимови не правеле досега неопходни тековни испитувања во функција на одржување на цевководот. Инаку Водовод има респектабилни екипи кои што се состојат од градежни инженери, хидроинженери, машински инженери, електроинженери за заштита на животна средина и тие вршат преглед перманентен да го одржат водовод во функција. Меѓутоа, бидејќи се работи за подземен цевковод, вакви испитувања досега не се правени. Правени се некакви обиди пред неколку години во ангажирање на некоја компанија од надвор, меѓутоа, еве за прв пат ние се суочивме со таква проблематика, а ние како тим од Центарот имаме многу големо искуство од таа работа, заради тоа што вакви испитувања ние сме правеле веќе уназад 10 години навака, повеќе пати на гасоводи. Не само што имате искуство, туку ја испитувате водата која што вие ја пиете. Апсолутно, апсолутно. И јас не со право рекол на почетокот дека најстратешки не постои стратешки објект од системот за водоснабдување. Дали скопските цевководи се доволни за снабдувањето на градот? И зошто понекогаш има проблеми, дали тие се од механичка природа или се предизвикани од начинот на употреба на водата? Еве, две прашања нека бидат воедно. Дали знаеме рационално да си ја користиме водата? Овака, значи, цевководите во Скопје имат капацитет, тие се димензионирани и проектирани за проток од цирка 2 метри кубни во секунда. И едниот и другиот. Таа е респектабилна количина на вода. Меѓутоа, имајќи го во предвид брзиот развој на градот и од времето кога се градени овие цевководи до денеска, многу е зголемен порастот на корисниците на вода. Дали е таа вода доволна или не, се прават постојани следења и испитувања од стручните служби во водовод. Меѓутоа, по мое мислење, имајќи во вид дека еден од тие цевководи се користи вода за пиење, каде никаде во светот не се користи вода за пиење како вода за наводнување и вода за технолошки проблеми. Да, тоа е на второто прашање, значи зголемена употреба, меѓутоа намалена одговорност на корисниците. Значи културата наша на користење малку и треба да еволуира, бидејќи ние имаме привилегија да пиеме многу квалитетна изворска вода, што е многу реткост во светот,
бидејќи неофицијално или официјално по Виена имаме да, најчиста вода. најчиста вода и таа вода треба ние да се насочи, сигурен сум во тоа дека градот и предпријатието ја следат под потребата од вода и резерва по мене е да се поведат некакви мерки, бидејќи колку што имам јас сознанија, железарскиот водовод кога го е праен, таму требало во некое догледно време тој да се предаде на градот и сигурно дека водата за пиење има приоритет над сите приоритети, заради тоа што технолошка вода може да биде и од други извори, други системи да се изградат, така да тој капацитет по мене е сериозен и сигурно дека не би постоел таков проблем да е во прашање доведено вода, чиста вода за пиење. Тоа прашање на вистина е многу важно. Сега зошто е потребата од ова испитување ние што го правиме? Потребата е да се утврди интегритетот, да се утврди состојбата и врз основа на она што досега ние сме го направиле, можеме да бидеме вака да се надеваме дека скоро сигурно дека нашиот заклучок понатака ќе биде позитивна оценка на оваа состојба. Испитување на двата главни магистрални, како што се наречени цевковода во Скопје, 6-децениски цевководи кои што носат вода за скопјани, првпат се проверува нивната состојба. Од она што го имате досега како информација, велите дека се во совршена состојба, или се уште немате оценка генерално? Ние имаме, значи, веројатноста е голема, заради тоа на сите локации каде што сме вршили испитување, ја утврдуваме избор една состојба на металот и на изолацијата. Так. Тоа кажува дека цевководот е граден многу квалитетно, а од документацијата со која што јас ја прегледав, во тоа време во проектирањето и истражувањето се вршени истражувања многу сериозни и на водостојот, и на еколошки, и на сите работи. Како и се што се правило во тоа време, од капитално и биле значење. ангажирани сите расположиви капацитети не во Македонија, во Југославија. Значи, од Белград, Сараево, од Загреб учествувале во проектирањето и оваму. Како и во сите други големи проекти. Така. И еден куриозитет, јас во тоа време бев студент на Машински факултет на катедра за заварување и имав прилика да учествувам со тимот од моите професори во контрола на квалитетот на заварувањето и на цевките кои се градени. Денеска го испитувате оно што сте го правеле некогаш. Така. Професор доктор Стојанчо Стојмановски, гостин во Македонија Утро, благодариме за учеството и ја чекаме вашата конечна оценка. Благодарам, ние ќе со големо задоволство се разбира ќе го направиме ова и нашата оценка ќе биде многу објективна и реална. Благодариме уште еднаш.